Еве, јас како што споменав на почетокот на нашата радио програма, и ние размислуваме да имаме народно собрание. Зборувавме со доктор Крис Попов да напишеме предлог резолуција, а пак еве вклучете се и вие на оваа радиопрограма со вашите мислења. Сметам дека само сакам да опоменам дека треба да сме културни во разговорите. Знам како се осеќаме сите, знам дека не сме спани, знам дека имаме силен притисок, знам дека имаме висок притисок, знам дека сме изреволтирани, жолчни, но сепак треба да останеме смирени во нашите јавувања. Сакаме да закажеме Народно собрание, каде што ќе имаме предлог, резолуција, која ќе се усвои од Народното собрание и да се осудат сите предавства на Зоран Заев, а пак да ми се даде подкрепа на председателот Иванов. Нашиот телефон е 94151923. Се надевам дека ќе бидам успешен со раководењето во техниката и дека ќе имаме слушатели кои ќе застанат исто така рамо до рамо во одбрана, како што бевме и на најголемата демонстрација на 4 март. Нашиот телефон е 94151923. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Кој е на телефон, повелете? Јас сум Беким од... Да. Повели Беким? Значи се јавувам во врска со Народното собрание. Што мислите за... Не, ние сакаме да организираме Народно собрание. Ја покануваме македонската заедница. Ало? Добро, почитувани слушатели, нашиот телефон е 94151923. Следниот наш слушател. Добар ден. Ало, здраво, добар ден, Ичо. Кој е на телефон? Види, Трајче, тука Донев е, Трајче Донев. Повели. Вака да кажам, прво, изјавата и согласноста на Зоран Заев. Прво, он заслужува осуда. Предавство, веле предавство на историјата. Тој што не нас даде, како ќе речеме, робови. Во минатото робови се давале 1-2. Тој сите нас не предаде. Што он мисле? Аби мравите знаат што грците нас не петуват Македонија? Па тоа име беше и пред Тито, и пред апостол Павле, и пред, ќе речеме, Александар Македонски. Што? Сега... Вака да кажам, за овај предавник. Прво, ќе речем, овој предавник фалсификуван за Идиш, за Иди сонце. Тој е фалсификуван. Фалсификати и неговата група. Тие нема да успеат, нема да се предаваме. Ако нашите ослепени парадедовци не се предадува и остана на своето, ни го пренесе и на назе. Како од Кирил Методи, сите тие се речеме што беа мачени. Ние сме овде, македонците. И нема и ќе остане додека грее тоа сонце. Добро, благодариме многу, одиме понатаму. Собранието го поддржам да се собереме и да му испратиме, ќе речеме, едно писно поздравно и да пазе што работи и да се откаже. Добро, благодарам. Ало, добар ден, намалете го радиото, ве молам. Ало, Ише? Да, повелете. Ристе Илиевски овдека. Повели Ристе. Тирани сме од сопштението кога го слушнавме, не сме спани и поддржуваме секакви иницијативи на македонската заедница овдека во Мелбурн и ние ништо не сме друго освен македонци и застануваме за тоа како што застанавме 60-70 тука во центарот на градот, застануваме и сега и го поддржуваме председателот и сите резолуции ги поддржуваме и што побрзо да се одржи собрание на
македонската заедница за да пустиме резолуција во Македонија. Да, и тоа ќе будило. Да, тоа ќе биде предлог резолуција, ќе ја припремиме со доктор Крис Попов, ќе треба Народното собрание да ја одобри и нормално да се испрати до релевантните организации каде што треба. Што побрзо и повикува македонската заедница тука во Мелбурн да се освестиме, да бидеме сите заедно со едно мислење, само за Македонија. Благодарам. Никакви проблеми, никакви измени. Благодарам, да пријатно. Здрави, живи, пријатно. Ало. Мислење, само за Македонија. Ало? Благодарам. Ало? Намалете го радиото, ве молам. Yes. Мислење, само за Македонија. Yes. Ало, добар ден. Ицо, јас сум на... Да, повелете. Yes, јас сум Марика Санковска. Повели Марика. Слушам, ми сте треперен. Кога го слушнав председателот на Македонија, кога слушнав тие убави зборови, Ицо, што побрего да се собереме, да испратиме револуција на онај Кодос, онај шпион, сака да не предаде, ама нема да не предаде, да не проводи. Тој нема ум, тој треба од Македонија да бега. Ицо, многу те поздравувам. Многу и сакам што побрзо да се собереме сите, како што бевме на демонстрација 60.000, 70, сега да бидеме 100.000. Да го подкрепиме нашиот председател со душа денес изјави. Нема да го подпише Македонија на македонците. Ицо, малку плачем од радост и од онај идиотот. Добро, да им дадеме можност на... Добро, сите ќе помогнеме, сите ќе одиме и што побрзо да се собери ова... Важно е да сме единствени на собранието, да нема недоразбирања и надвикувања. Благодарам многу. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Талевска на телефон. Повеле Талевска. Не само тука резолуција, туку треба да Обединетите нации да се прати резолуција и сите да се собереме по било како по црковни општини, било што повеќе, што помасовно луѓе да излезат и сите да имаме подписи и да пратите до Обединетите нации, тие се најважни. Да, ние планираме да тоа да биде во некој ресепшн или на некое поголемо место, да се собериме доста народ. Например, како Станша и ова што е... Па не знам како ќе се одреди местото, идниот вторник најверојатно ќе одлучиме, но важно е да имаме согласност со македонската заедница и таа резолуција осуда да биде од македонската заедница од Мелбурн и Викторија. И од цела Австралија, не само Мелбурн тука, али сакав порано Ицо да ти се јавам, еве сега дадовте таков предлог, имам на шанса да ви се јавам, па ќе се слушниме. Добро, благодарам многу, пријатно. Само треба многу храбро, ништо друго. Благодарам, пријатно. Ало, добар ден. Здраво. Да, повелете, кој е на телефон? Пецаков Дејан. Дејан, повели? Сакам да пуштам една порака до сите македонци кај што се најдват, да живее Зоран Заев, што го направи Македонија една за сегова стабилна држава. Ќе дојдеш на состанокот? Да. Добро, ајде, добро, тогаш ќе се видиме, ќе се видиме таму да можеш да го поздравиш таму Зоран Заев. Фала. Благодарам, ајде, пријатно, до слушање. Ало, добар ден. Здраво, добар ден, Ице Ванчо Стефанов, председател на Световското друштво. Повели Ванчо. Овие од вчера, носам диверситет, веќе не ми се спие, дури и ќерка ми сите реагува, што е, вика тата. Денеска сретнувам секаде на шопници, на сноши на Дијајчо, викам оцрон, вика, што е, вика Ванчо се вас. Викам, една будала се најде, викам, и сака сите да не предаде. За резолуцијата за Народно собрание. За резолуцијата што поскоро ќе се собереме масоно и тоа не смееме да дозволиме сега да бидеме било што и меѓу нас да има некоја капка,
моментално треба сите да биме македонци, да одбранеме Република Македонија, името и се. Ово е срамота веќе, Висент. Добро, ќе се подготви таа предлог резолуција, а пак ќе се поддржувам од срце и од душа и мислам кога ќе чувам малце да ме олесне. Ова не може да. Едино тај председател да не го утепате, едино да не да го смо. А едино он што за нас стварно. Добро. Одиме со следните слушатели. Ало, добар ден. Добар ден, господине Најдовски. Да, повелете, кој е на телефон? Александар Чунихин. Повели Александар. Ја поздравувам вашата идеја за сеопшто собрание. Благодариме. И би сакал еден предлог да се соберат што повеќе потписи и да му се пуштат до Обединетите нации. Вашата работата на сите вие кои организирате вакви работи е за поздравување. Народот македонски не треба да се секира. Ние сме имале абненормални луѓе политичари во нашава земја многу од поодамна. Македонскиот народ ќе искрепи. Бидете поздравени и нека ни живее Македонија. Ви благодариме многу. Ало, добар ден. Ало. Да, кој е на телефон? Јордан. Јордан, повели. Јордан од Скопје. Повели Јордан. Јас би сакал исто стварно што и мислите и вие да се напредне резолуција и да се прати едно писмо до Обединетите нации и на НАТО да им докажеме дека нас не ни треба нити НАТО, така? Нити Европска заедница ребееше. Македонија може да обстане и без нив. А тие се растолителите на нашата држава што ја ребееше. Тоа е моето мишлење и што подобро да се направи резолуција и да се видиме на тој saстанок ребееше. Резолуција предлог ќе напишеме со доктор Крис Попов. Резолуцијата ќе опфати се што е потребно. Нормално сите предавства ќе ги осудиме на Зоран Заев, ќе се бара подкрепа на председателот Ѓорѓе Иванов, македонска заедница од Мелбурн и Викторија да излези заеднички и единствена како што бевме и за демонстрациите. Ви благодариме. И ако треба, уште еден протест ако треба. Затоа ќе поразговараме понатаму. Сега да направиме да испратиме една резолуција со осуда на предавствата. Благодарам многу. Благодарам, пријатно. Ало, добар ден. Добар ден, Танас Нанов, тука му сакам да дам комент. Повели Танас во програма си. Чекај. Во програма си, Танас, зборувај. Окей. Прво поздравувам сите овие револтирани македонци што се јавуваат за овој настан што стана за ова куче предадена душа. Јас и се сака да му предложам да кога ќе оправат резолуцијата, оттука да ја пуштат таму и дали има некаков инструмент во Конституцијата или во владата, за да може овие што се злостворници да се дадат на интернационален суд како предавници да бидат судени, како што и суде едно време овие што беа во борбата кој се делеше Југославија. Тоа ќе биде работа на организациите и партиите во Република Македонија. Од нас треба да испратиме резолуција со осуда на предавствата и подкрепа на председателот Ѓорѓе Иванов, да бидеме единствени во тој наш настап, ќе биде испратено до сите релевантни институции во Македонија, а и во Европа и Обединетите нации. Похвато е многу убав. Меѓутоа нема кој да види тоа. Благодарам, од овде ние не можеме судски процеси да водиме. Јас велам дали има таму. Не знам сега да не го губиме тоа, дали има или нема. Се разбира, окей, благодарам anyway, благодарам на времето што ми го даде и поздравувам и напред македонци да не се даваме до крај. Крај никој пат нема да дојде, а ние ќе бидеме секој пат на свето. Ајде, поздрав. Благодариме, Танас. Почитувани слушатели, нашиот телефон е 94151923. Вашето мислење за резолуција за осуда на сите предавства на Зоран Заев и одбрана на председателот, односно подкрепа на председателот Ѓорѓе Иванов. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум македонка од Австралија. Моето име е Јорданка Попевска, резигнирана од предавството на нашата драга Македонија.
се јавам да ве поздравам за иницијативата за Сенародно собрание. Само што побрзо, подхитно, сите дојден, од најмало до најстаро, да бидеме заедно. Да, ви благодариме многу, но сепак еве постапките се такви, нели треба да имаме одобрение од македонскиот народ, па да се собериме и тоа да биде така заеднички, да биде сложно и единствено. Јас ви благодарам за подкрепата. Ќе се собереме сложно, сите дојден, верувам, 100% верувам. Ви благодариме на подкрепата. Фала на вашето време. До слушање. Почитувани слушатели, нашиот телефон е 9415-1923. Ни остануваат уште 10 минути. Јавете се да го слушнеме вашето мислење, вашиот став за резолуција на македонската заедница од Мелбурн и Викторија, да се испрати од македонската заедница и да се осудат сите предавства на Зоран Заев и неговата групација. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Ви, пократко те кажам, ја поддржувам резолуцијата ти, Ицо, и не само тоа, ова е Јуда продавникот што ја продаде. Он мисле не е тоа нива, дали ќе се е френчи или тоа, или чушки, него ова е држава. Он ако сака севере и южен, што сака нек се каже. Он може да се каже што сака и негов фамилиарен устав да си го смене. Добро. Ама, јас ќе испраќам и порека до тој Сашо што се јави. Прв ќе му даваме говор ако дојде на митингу. Добро, тој беше провокатор. Пријатно. Поздрав да провокатор. Ало, добар ден. Кој е на телефон? Да, повели. Иде овде Вани Димовски. Повели. Не осуда за него, само пишот и за него убиство. Ќе ве молам. Ване, ќе те молам, не со такви навреди. Добро, сепак треба, слушај да се слушаме, сепак нашата институција овде е посебна, демократска и ние не можеме да одат преку. Ако е потро пари, ќе паѓам само да се убието, да не постави државата. Ало, добар ден. Добар ден. Да, кој е на телефон? Јас сум Велјан Огнеовски. Велјан, само за момент остани на линија. Почитувани слушатели, ќе ве замолам, оваа македонска радиопрограма не е за пораки за убиства. Оваа македонска радиопрограма е за одбрана на македонскиот идентитет, култура, традиции и обичаи, и исто така името, идентитетот, јазикот и така натаму. Ќе ве молам, не ставајте во една таква многу незгодна состојба. Ќе ве молам, ова наше јавување е да одржиме Народно собрание, да се испрати предлог резолуција, односно да ја прочитаме предлог резолуцијата, да се испрати резолуцијата, осуда на Зоран Заев за предавствата, подкрепа на председател. Повели Велјан. Поздрав до вас, водителите на македонската радиопрограма, поздрав до македонскиот народ, како тука, така и во нашата татковина Македонија, обединета од сите делови на Македонија кои слушаа преку интернет, како било, и на сите оние поздрав и честитки што излегоа да демонстрираа да го бранат македонското национално име, македонската чест, и честитка поздрав до македонскиот председател што застана здраво во патриотски македонски да одбранува нашата македонска националност и нашата татковина. Добро, ајде кажи ни, имаме уште 10 слушатели, кажи ни за Народно собрание, Велјан. Јас го поздравувам и требаше тоа уште порано да се направи, само мојата порака е вака. Тоа е добро и до обединените нации да се испратат таму, секако не можеме да се надаваме на сето тоа, но мојата идеја е, ние македонците треба да се разбудиме, да се освестиме и да го вратиме македонското единство како што беше пред, да речеме, пред 95-та година, пред да се фрли македонското национално знаме, историското македонско национално знаме, македонскиот верски крст. Да се крени на јарболо, дозволи. Ама имаме уште 10 слушатели. Имаме уште 10 слушатели, чекаат и тие. Да се крени македонското знаме на јарболите во Република Македонија и овде да се фрлат тие вентилаторите на Сорос. Добро, благодариме многу, благодариме. Да. Ало, добар ден. Здраво, Ицо. Да, повелете кој е на телефон. Никола Талевски овде. Повели Никола.
Нашето име е Република Македонија и ќе остани Република Македонија. Да не живее Република Македонија и македонскиот народ. Собранието? Се за убаво и треба да има собрание. Да живее Република Македонија и ќе остани македонско име, нема да се промени. Благодарам. Пријатно. Поздрав на сите. Пријатно. Ало, добар ден. Добар ден, слушнав дека пак да има референдум. Ние еднаш имаме референдум. Нема, не е референдум, зборуваме за да имаме народно собрание во Мелбурн. Да, некој го слушав, рече дека пак да има референдум. Еднаш не, имаме референдум. Нема пак од тоа да дозволиме референдум. Добро, дали сте за резолуцијата и народно собрание? Е. Добро, ви благодариме многу. Пријатно. Ало, добар ден. Хало? Да. Бизески? Повели Бизески од Поробена Македонија. Да. Дали сте за резолуција и народно собрание и осуда на... Сум да ти подпиша со двете раци. Што се вие работи, што и прави вој скапација заев, тој не струга за бишките да и пасе, не за држава да волеве. Добро. Тој дава, а не зева. Се отказа од македонците од Бугарија, се отказа од Албанија, се отказа од грците и как се ма дава и турба се. Добро. Добро, благодариме, Мичо. Не е шо прави тој. И сега по 140 држави со уставното име да не... Ајде да слушниме уште два тројца. Дали вие сте за собранието и резолуција? Благодариме многу. Ало, добар ден. Јас сум Коле Ангеловски тука. Коле, повели. Јас предлагам побргу да се стори воа собрание и тој предлог што го дава тамо на радиото Ицо Најдовски, да се осуде тоа предавниство во Македонија што се стори. Народот е веќе збунат, цел народ македонски. И така, јас предлагам што побргу да се собере народ тука и да се што помасовно и да испратиме резолуција и подкрепа на Ѓорги Иванов. На председател. Да му помегне и на Ѓорги Иванов и на сите нас, на македонците. Благодариме. Пријатно и сте најубаво. Ало, добар ден. Добар ден. Да, повелете. На телефон е Бојана Андерса Колеска. Да. Ви благодариме многу за вашиот интерес за нашата Македонија. Ние немаме име што треба да го продаваме на телефон, ние се слагаме на све и што побрго да се направи некој митинг или нешто за одбрана на нашата татковина и за нашиот добар председател Ивано. Ви благодарам многу. Пријатно сте на југо. Ви благодариме. Почитувани слушатели, имаме уште 3-4 минути. Ако се јави уште еден или двајца слушатели да ве пуштиме во програма. Инаку, еве од мнозинството, луѓе кои се македонци, кои се јавивте на оваа македонска радио програма, сметаме дека треба да се оди напред со народно собрание. Нашиот телефон е 94151923. Ало, добар ден. Добар ден, јас сум Радмила Ангеловска. Како прво поздрав до Ицо Најдовски и неговата организација. Сите ови информации што ги дават и луѓето да си го кажат својот глас. За осуда е Зоран Зајак и тие неговите преврзеници. Го поддржуваме Ѓорги Иванов и што побргу да се организира резолуцијата и да се собере што поеќе народ. Ви благодариме многу, ќе најавиме во вторник. Пријатно. Ало, добар ден. Добар ден, Цане Начковски овде. Повели, Цане, имаме уште една минута. Поздравувам иницијативата ваша и што поскоро да се собериме и предлагам не само резолуција, што согласувам со резолуцијата, него ако има потреба и револуција во Македонија, ќе одиме за револуција. Добро, ви благодариме, Цане. Почитувани слушатели, дали имаме уште еден слушател? Веројатно имаме уште еден слушател. Ало, добар ден. Ало. Да, повелете. Јас се викам Аница. Повелете. Поддржувам ова митинзи се што ќе се направи што побрзо. Подкрепа на Ѓорѓи Иванов.
Што побрзо да организирате? Па не се надеваме, сега ќе мораме да одлучиме, во вторник ќе го кажеме местото каде ќе биде, а ќе се пријапрема и предлог резолуцијата за осуда на сите предавства на Зоран Заев и председателот, подкрепа на Ѓорѓи Иванов, председателот на Република. Сите старо мало се изнервирани со ова нешто. Да, ајде пријатно. Почитувани слушатели, имаме уште неполна минута. Сметам дека завршуваме со нашата радиопрограма. Јас ви благодарам на одзивот и подкрепата за испраќање на резолуција во Република Македонија и на сите места. Ало, добар ден. Добар ден, Пеце тука. Повели Пеце? Да. Ајде ни заврши програмата. Добар ден, Исо. Јас сум Петра Жија. И јас се сложувам да се... Добро, почитувани слушатели, ни заврше нашата радиопрограма. До слушање од Ицо Најдовски. Пеце Аџиев, исто на вас ви благодарам за јавувањето и на сите вас кои се јавивте. Во вторник ќе кажеме каде ќе се одржи собранието и се надеваме дека ќе бидеме сплотени, единствени и оваа резолуција ниту ќе биде од Петко, ниту од Трајко, ниту од овој, ниту од оној, ќе биде од македонскиот народ, од Мелбурн и Викторија. Ви благодарам, до слушање од Ицо Најдовски.